Наближува веќе и 1 септември, тоа е посебен ден кога за децата, особено за првачињата, се отвора еден нов свет, свет на знаење, како да се подготват за овој предизвик, со каква литература да го започнат ова свое патешествие. Тоа ќе е нашата денешна тема со нашата гостинка Ксенија Маказлиева Трајчева, која што е и едукатор, која што е и уредник на детски изданија и самата е и авторка на книги на литература за деца. Ксенија, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и секогаш ми е драго кога сум гостинка во вашата телевизија. Ксенија, ова навлегување во овој посебен свет, односно тоа другарување со книгата, не секому му оди лесно од рака. Потребен е вовет и одредена подготовка, претпоставувам за тоа. Па, зависи од кој агол гледате. Ако зборуваме за децата, како да ја развиеме љубовта кон читањето кај децата, тогаш важат, да речеме, условно едни правила. Ако зборуваме за тоа да се занимавате со литература за деца, списанија за деца, изданија за деца, тогаш секако важат други правила. Но секако се почнува од мали нозе. Ако вие растете и се развивате во средина која што вложува во вас да се развивате во правец, да го сакате читањето, да ја сакате литературата, нели се почнува од првата сликовница, а подосна завршува, станувате, се регрутирате во таа армија на возрастни читатели, значи се почнува од децото, се почнува од дома, да речеме како и за се друго. Ако родителите дома имаат навика да читаат списанија, дневни весници, па сега нели се модерни електронските портали, но и тоа секако е нели доаѓање до некакви информации, па имаме и електронско издаваштво и така натаму. Меѓутоа, она што му е потребно на детето уште од најмала возраст е сликовница во раце. Зошто е, еве да речем, некој ќе рече, што е тоа толку важно? Зошто е важно од најрана возраст да се спријатели детето со книгата? Знаете како велат, првите 5 се најважни на свет. И тоа е веќе научно докажано дека во првите 5 години се ставаат тие темели во кои што се гради личноста на детето, подоцна нели на возрастниот човек. Ако вие од мали нозе на детето му давате пример, инсистирате условно речено да биде со книга, со сликовница, согласно неговата возраст, затоа што ако вие му дадете книга која што не е соодветна неговата возраст, имате контраефект. Имате фрустрација. Ако детето не може да ја восприеме книгата согласно неговата возраст, тогаш имаме контраефект, значи создаваме одбојност према книгата. Затоа, кога ќе влезете во книжарници, особено во нашите книжарници, секогаш ќе видите дека стои возрастна група на која што е наменета книгата. И препорачувам сите родители, воспитувачи, сите што се занимаваат со деца и што чуваат деца, баби, дедовци и така натаму, да го почитуваат тој тренд. Знаете, не мора од децата да правиме гениалци на 5 години. Воопшто нема потреба. Точно се знае каква е развојната психологија и педагогија кај детето. Што е тоа што на одредена возраст може да го восприми, што не. До каде можеме да одиме, тоа мораме да го знаеме и да го познаваме. Не е успех ако детето го научиме на 3 години да брои до 10 на англиски. Него тоа ништо не му значи. Он ги памти како поими по кој редослед треба да ги каже тие поими. Но вредноста на бројот тој се уште не го разбира. А тука се гордите родители, моето дете знае да брои до 10, нели на 3 години, видите колку е умно. Ксенија, тој момент никош не ми бил јасен зашто родителите сакаат децата да им се гениалци, кога ниту еден гениалец не бил среќен. Добро, да речеме, меѓутоа гениалноста е гениалност. Значи неа има во секое дете во иста не можеш со инка да му го втуриш, тој да го направиш со волшебно срце. Секој дете си срце. индивидуа за себе. Секој дете си има собствени предиспозиции, собствени интереси. Улогата на возрастниот, независно дали е родител, воспитувач, баба, дедо, сите тие што се во обкружување на детето, е да ги препознаат предиспозициите на детето, интересите на детето и тука да вложуваат. Иако е премногу рано, нели на одредена возраст, децата експериментираат цел живот, што е она што најмногу ги интересира, дури и ќе се запишат на факултет па ќе речат тоа ли беше јас што сакав да го работам. Меѓутоа, многу е важно да се препознае она што детето го носи во себе. Така и не му ќе му улесниме, полесно да ги направи изборите во животот, но и на себе си, за да знаеме како да го насочиме, во кој правец.
Ако детето го интересираат бајки, волшебства, тогаш ќе му понудиме таква литература. Ако гледаме дека повеќе го интересираат реалистични прикази, сака да го осознава животот, светот околу себе, ќе му понудиме книги кои што го обработуваат современието околу нас. Се мора да се знае. Меѓутоа, ако прашаме што е подобро, дали детето прво треба да го запознае реалниот или волшебниот свет, јас како човек кој што ете толги години работи во оваа професија, сепак ќе кажам, прво и основно е да ја запознаеме реалноста. Мора да се детето да има да прави разлика меѓу она што е волшебство, што е приказна, што е бајка и она што е реално. Затоа што тука постои една замка. Ако вие во една приказна човекот лета, лесно може детето да помисли дека може и тоа да лета, па да се испроба, па тука веќе имаме негативни последици. Фантазијата работи многу. Затоа е многу важно да бидеме внимателни. Но она што е најважно е од најмала возраст на децата да им се чита на глас. Значи да си го земеме детето во скут, во раце и да си читаме. Колку е возраста помала, толку се илустрациите поголеми, текстот е помал и многу е важно да се чита драмски, така да речеме, изразно. Со глумење. Со глумење кој колку може, меѓутоа децата веќе така влегуваат во приказната. Ако вие читате со вопарно, по рамна линија, не давате не нагласувате моменти што се битни, зборчиња кои што можеби треба да се запомнат. Особено таа диалошка форма со различни гласови да биде. Да. Значи сега, секој според својата надареност, не можеме сите да бидеме нели глумци до степен како што можеме да пробаме. Се прави професионално, ама може да се проба и ќе се изненадите и сите родители ќе се изненадат колку е тоа всушност забавно. И тука се постигнуваат многу цели. Ем се развива љубовта кон читањето, ем се осознава свет, случат нови зборови, се откриваат нови светови, но емотивниот момент, оној кога детето е до вас, па вие ќе си го прегрнете, па си читате, нели обично имаме навика пред спиење да се чита. Може и не мора, може да читаме во секое време. Во секое време од денот. И кога ќе видите колку е тоа забавно за децата, колку тоа им значи тоа време поминато, тогаш нема да имате дилема следниот пат или следниот ден да го повторите истото. Тоа е на така наречено квалитетно време поминато. Квалитетно поминато време. Најте ќе речат во денешно време, тука се компјутерите, таблетите, нели телефоните, детето е немирно, па ќе му го дадеме телефонот, па ќе се најде некоја игра, па ќе се смири, па и ние сме мирни и тоа е мирен, се е тоа окей. Се е тоа во ред. Меѓутоа, треба да се прават приоритети. Сите имаме ние обврски, и домашни, и професионални. Меѓутоа, овде не сме да има изговор, немам време. Нека трпи домашните обврски и дел од професионалните во одреден момент, затоа што годините, растењето, развојот на децата немаат реприза. Тоа еднаш, сега и тука. Следниот ден е веќе детето поголемо. И така со годините, знаете, кога ќе се сврдете на кога пораснаа децата. Ете, пораснаа додека се свртиш, нели, што се вели народски. Меѓутоа, ако поминувате повеќе време со децата, особено со книга во рака, тогаш и времето побавно ќе минува. Затоа што им создавате еден паралелен свет, нели, оној што е реален и оној што е во книгата. И со самото тоа се спогатувате и себе си и децата. Родителите, возрастните можат да ги читат книгите за деца, за разлика од децата кои што, нели, за да читат бестселер треба да пораснат на одредена возраст. Меѓутоа, никаква штета нема за возрастниот или за родителот ако ги чита книгите за деца. Тоа е само облагодорување на личноста. Ксенија, вие донесовте и подароци за нашите гледачи, за најмалите и најмладите гледачи. Секако дека може да се вклучат нивните родители, баби или дедовци, но предходно вие ми кажавте дека кога станува збор за детска литература, литература за деца, разликувате три категории. Па условно да речеме, затоа што нели предучилишна возраст е таа возраст што е предучилишна, деца кои што не се описменети, кои што имаат да речеме условно ограничен поглед на светот, затоа што се уште не го запознале светот таков како што е со сите негови особености. Ние возрастните не знаеме се за светот нели околу нас, меѓутоа тие се некогаш тука и погрешно знаеме. Некои и погрешно знаеме така, но тие се тука нели ограничени во домот, во градинката, каде што отишле на летување или на гости и полека го откриваат светот. Во тој дел ние треба да им помогнеме и затоа се создава литература за предучилишна возраст или предшколска.
детска возраст, како сакате наречете. Сега, тука имаме комерцијални изданија во смисла она што ние како просветно дело го носиме од цел свет, она што е тренд во литературата за деца. Значи, приказни кои што се богато илустрирани со малку текст, но со потенцирани зборчиња, моменти на кои што треба да им се обрне особено внимание. Класичните приказни се секако тука, но имаме и богата прирачна литература, особено за предучилишна возраст, која што е работена токму по нашата програма за рано учење и развој, која што им помага на воспитно-образовниот кадар да ги реализираат целите на таа програма. И затоа пак ќе повторам, многу е важно да се почитува возраста и на книгата и на детето, нели, за тоа да биде компатибилно и да се добијат саканите резултати. Токму затоа донесовме еве една книга приказни за мали деца, која што е тука во студија во Утрово, да ја подариме на дечиња, да речеме, кои што се на предучилишна возраст. Така. Ние можеме да ги отвориме линиите и како што ќе се јавуваат гледачите, ќе ни кажат на која возраст се внучињата или пак децата, па вие ќе одредите. Сега ќе видиме, нели, како која популација, да речем, на баби, дедовци и родители ќе ни се јават, меѓутоа секоја книга е добра книга и секоја книга вреди да биде прочитана. И сега како децата растат, текстот се зголемува, илустрациите се намалуваат и така има во светот еден тренд на цели едиции на книги за деца, кои што се помалку илустрирани, ама се со повеќе текст, се еден вид новели, приказни, некои се волшебни, некои се реални и така натаму, нели, пак за вкусовите нели тоа веќе кај тинејџерите. Не, тоа е веќе кај она оделенска настава што ја викаме. Ајде, прво оделение се уште во фаза на описменување, за нив можеби важат истите тие книги, меѓутоа веќе од второ, трето оделение кога се описменуваат, веќе им понудуваме на децата книги кои што се помалку илустрирани, имаат повеќе текст, но не премногу. Значи, да биде дозирано толку колку што тие имаат капацитет да прочитат. Обично прво погледнуваат колку текст има, кој ќе се плашат. Знаете, па и ние како деца, еве да си признаеме кога ни виделе лектирите во раце, вртиме да видиме колку сликички има внатре. Сега тоа е направено така да биде избалансирано, да на секоја страница има по нешто за да го привлече вниманието. Илустраторите се многу важен момент, многу важен фактор во создавањето на една книга за деца. Колку е возраста помала, нели рековме поголеми се илустрациите, меѓутоа илустрацијата, дизајнот, тој визуелен пристап е многу важен. И затоа е многу важна и тимската работа во создавање на една книга. Оти вие добивате ракопис, прво и основно, еве јас како во улога на уредник морам да го видам, да го проверам тој ракопис дали е добар, дали задоволува одредени критериуми, затоа што литературата за деца мора да се внимава што е тоа што ќе му го понудиме на детето да го прочита. И тука ги градиме и критериумите за добра литература од секој аспект, и од естетски, и од книжевен, и од морален, и што значи тоа да биде убаво напишан текст, нели? Сега кога уредникот ќе го види текстот, тогаш го бира илустраторот чиј што сензибилитет одговара на одредениот текст, кој што ќе го инспирира текстот да ја даде најдобрата можна илустрација од себе. Ксенија, веќе гледачите чекаат на линија. Добро утро, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро. Александра на телефон. Мило ми Александра. Александра, веднаш да ве прашам, не за вашата возраст, ве прашувам за возраста на внучето или детето, не знам. За кого? Така? За кого? Јас би сакала да се ипак за помали дечиња, предучилишна возраст. Значи приказни за мали деца, како што рече самата уредница. И би сакала многу да ја поздравам, затоа што јас уште во младоста се сеќавам на своите приказни и особено си ја почитував, не знам, Трите прасиња и волкот. Класиката, да. И така да секоја чест и пожелувам на вистина да имаме многу вака приказни и сепак и да живееме во светот на реалноста, меѓутоа и во светот на имагинацијата да ги потекаме. Да, некогаш е убаво малку да избегаме од оваа реалност. Од оваа реалност. Да. Поздрав многу и честитки, значи, и за вас, Искра, и за вашата уредничка. Ви благодарам многу, Александра. Се надевам дека ги оставивте вашите податоци во режија. Ние ќе ви олесниме работата, не морате да доаѓате до Алфа телевизија, доволно да појдете до продавница број 2. Му доаѓа тоа на просветно дело. Така.
Јас ќе речем кај гимназијата Јосип Брос, ама не е тоа што ја знам кај Јосип Брос, туку е еве да не правиме реклама на други, до полициската станица Беко, во тој ред. Можеме така, бившо Беко или Палома Бјанка, сега во Карши, нели? Веќе од утре може да појде Александра, претпоставувам, со таму ќе бидат доставени подадоците, значи со име и со презиме и ќе се ги подигне приказните за мали деца кои што се сосема нови, свежи приказни, кои што има нешто од класиката, меѓутоа има многу приказни за деца кои што ние не ги знаеме. И од светот и кај нас. Сме се научиле, како што рече Трите прасења, Црвенка па снежен, меѓутоа дајте да понудиме нешто ново, нешто поинако и нешто поразлично. Широко поле е светот, така. Да го слушаме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Убав ден. Нели? Се надеваме дека ќе биде. На писателката, сварма и на сака им час. На ова е нешто убаво што за секој и за нашата возраст, па и ние сакаме да се осетиме како нели? Да. За дури истото да го прочитаме, со поинакви очи го читаме сега. Да. И што за овие што се предшколска возраст, ги сакаме да ги почитаме и новите приказни што се, и за нас тоа ќе биде како духовно подобрување и избогатување на нашиот речник и за раскажување на приказни на децата. Така е, така. За која возраст станува збор, само морам да ве прашам? За предшколска возраст. Исто предшколска. Да, предшколска, меѓутоа еве јас ќе ви ја предложам да ја земете Мелои, значи тоа е некаде и тука и таму, децата растат, нели, секако за среќа. Нема проблем. Така да, можеби ќе треба да почекате малце, но знаете како читањето со децата растеме и ние со нив. Значи, кога е на една возраст го доживуваме со едно чувство, кога е на друга возраст истото четиво може да го доживееме секако поинаку. Ете да го земеме примерот со Малиот принц, знаете кога ќе го прочитаме на некој 10 години, имаме нели една перцепција на нештото, меѓутоа кога ќе го прочитаме на некој 3-14, па како гимназијалци, па како возрастни личности. Значи таква е и литературата, пак ќе речем нели возраста е битна, но Мело е една таква приказна која што можеме да ја прилагодуваме и препрочитуваме на различни возрасти. Еве ви посакувам убаво поминато време со книгата. И јас многу ви благодарам на јавувањето, Ксенија, и вам ви благодарам, но бевме договорени 4 книги да се поделат, да не ги разочарувам гледачите, не мора да се вклучуваат во програма. Следните двајца што ќе се јават исто така ќе бидат запишани, нека ја кажат возраста и ќе така остануваат значи уште 2 книги. Девојчето Нина е таа една нова едиција. Првиот дел е влезен во лектира, меѓутоа еве носам јас друг дел кој што децава можат да видат што понатаму се случува со девојчето Нина, која што е исто книга која што е реален свет, меѓутоа има еден паралелен волшебен свет во кој што девојчето Нина има некои своји моки и секако тука е мојата книга Борко Брзозборко која е 100% реална. Значи тука немаме фантазија, немаме паралелни светови, овие се приказни превземени од секојдневието на децата, секоја приказна има свој предизвик и она што мене ми е особено драго како и на секој автор е што оваа книга доживеа и второ издание, благодарејќи на поддршката од воспитно-образовниот кадар кој што се ја избраа како неформална лектира и која што се обработува во училиштата, затоа што веројатно станува збор за приказни кои што се современи, се случуваат сега и тука и им се интересни на децата, особено со предизвиците кои што треба да ги реализираат во неа. Да, сине малку бев неправедна кон вас, не стигнавме да зборуваме за вашите дела, тоа ќе го ставиме следен пат, мора повторно да дојдете, особено што наскоро ќе излезе од печат вашата најнова книга. Ќе зборуваме тогаш за тие, а гледате дека и нашите гледачи не само што сакаат да гледаат телевизија, туку сакаат и да читаат книги. Така, тоа е најважно. Читатели секојаш има лојки има, првачиња, ете и Владко дете сладко веќе треба да излезе следната недела, за сите првачиња создадена со љубов и ете еден предизвик да речеме да биде еден подарок или едно воведување на првачињата во светот на прво оделение и за крај само за сите кои што сакаат да се занимаваат со пишување за деца, сакам да испратам една порака и како уредник и како автор дека нема добар писател ако претходно не бил добар
читател и ако се одлучите да пишувате за деца, морате да читате литература за деца, особено на нашите македонските класици за деца, кои што навистина ги има, се добри и квалитетни, за да бидат репер и патокас како понатаму да ја градиме македонската литература за деца. Ви благодарам многу, Оксина. Ние сега се враќаме на нашата сурова реалност.